Назад сме во студиото на Утренски пулс, а ова се минутите одвоени само за вас и вашите прашања. Рубриката Ало Ајден. Телефонските линии се отворени 331-223 или пак 331-224. Споделете го со нас вашето мислење, коментар, желба. Тука сме само за вас. Или пак споделете го тоа на официјалната Facebook страна Утренски пулс. А додека ги очекуваме вашите јавувања, да ви прочитам интересна статија поврзана со играта на детето. Играта врз децата имаат повеќе кратно добри ефекти, вклучително и действувањето на физичкото и менталното здравје, секако и социјалното однесување. Психолозите наведуваат дека децата преку играта ги развиваат социјалните вештини и самоконтролата. Преку играта со родителите децата се стекнуваат со лидерски вештини, ја развиваат моториката, учат да ги контролираат своите емоции, а играта исто така го намалува хормонот на стресот кај децата. Децата треба да играат со своите врсници или постари браќа и сестри, но играта со нив ги немаат истите ефекти како играењето со родителите. Детето исто така кога игра со родителите може и да учи и да работи работи што не може да ги научи од своите врсници. А општо познато е дека периодот од раѓањето до 7-та година е периодот на најинтензивен раст и развој на детето, како во физички, така и во интелектуален поглед. Она што е малку познато е тоа дека за развојот на функционирањето, мислењето и односно на функционалното мислење, најзначаен период е од 3-та до 7-та година. Имено 50% од синапсите се развиваат до 5-та година, до 7-та нешто преку 70%, за тој процент во 12-та година да изнесува 95%. Останатите 5% се мисли дека се развиваат и обновуваат до крајот на животот. Знаејќи дека интелектуалните способности се во директна врска со бројот на синапси, непотребно е да се нагласува колково е значењето да се поттикнува нивниот развој во раното детство. Според експертите, сето тоа може да се постигне со правилен избор на игри и активности кај децата и така лесно е да се стимулира развојот на малите сиви клетки. А јас во продолжение ќе ви прочитам неколку предлози. Класичната игра на меморија со карти, потребно е да се пронајдат две исти карти. Во зависност од возраста на детето, одредете го бројот на парови, односно за 2 годишна возраст се доволни од 3 до 5 парови исти карти. Или пак земете плишана играчка која ќе биде мачка и неколку ситни играчки. Оставете го детето да погледне во ситните играчки и да ги именува. Потоа затворете му ги очите и сокрите една играчка. Потоа пак можете да го потикнете детето со прашање: погоди што изеде мачката, па така да видите дали тоа запамтило која играчка е тргната, односно одстранета. Околу 3-та година децата се подготвени за играње игри, но однапред утврдени правила. Наједноставни се игрите преку кои се вежба броење, како не люти се човече, преку која детето учи да брои и да помни правила. Сите видови служувалки исто така, почнувајќи од троделните за најмладите па до оние со голем број на делови, се одлично средство за развој на меморијата и сваќање на однос дел и целина. Значењето на секојдневното читање, независно дали возрастна личност ќе му чита на детето или детето само ќе ја разлиста сликовницата, се отликува во развојот на центарот за говор и збогатувањето на речникот, како и развојот на фантазијата. Цртањето е значајно за развојот на креативноста и ја поттикнува фантазијата. Низ цртежите се дознаваат многу нешта за емоциите на детето и цртањето исто така може да го поттикне и интелектуалниот развој. Децата уживаат во произведување на звуци од различни предмети, двечалки, металофони, тапани, дајре, се само некои од инструментите кои децата ги обожаваат, не мора да имаат музички инструменти за успешно да музицираат. Доволно се дрвени или метални лажички и пластична кутија и детето може да се забавува со часови. Малите домашни театарски представи со плишани играчки и со активно учество на детето се одличен начин за решавање на разни проблеми и учење за правилата на однесување, комуникација и социализација. Дадете му на детето улога на возрастен кој треба да реши некој проблем и тоа може да ви помогне да согледате како одредени ситуации изгледаат од детска перспектива. Најважната активност според експертите е физичката активност,
Едноставната ротација околу својата оска активира голем број на неврони, посебно ако детето само ротира. Исто е и со играта хеликоптер, односно родителот го фаќа детето за раце и го врти. Трчање, прескокнување, додавање на топка се активностите кои што ја стимулираат работата на окото и со тоа превентивно делуваат на некои пореметувања во учењето, најобично дофрлување со сунгереста топка. Во дневна соба ја развива акомодацијата на окото, односно координацијата на движењата, фаќањето со прсти и слично. Ова се само неколку од многобројните активности за поттикнување на развојот на интелектуалните способности на детето. Важно е да се каже и дека интелектуалниот развој во голема мера се случува спонтано и интуитивно од страна на детето. Детето исто така секојдневно доаѓа до нови сознања, а наша задача е да му обезбедиме поттикнувачка средина како и да ја стимулираме радозналоста, креативноста и фантазијата. Еве уште едни доста интересни предлози и интересна статија за тоа како можеме примери да ги занимаваме нашите дечиња, односно да си играме заедно со нив или пак вака да пробаме и ние дома, односно да им помогнеме да се развиваат и социјално, меѓутоа и својата моторика и своето размислување. Одиме со музика, па продолжуваме со темата на денот, која што за денес е поврзана токму со течињата. Поточно ќе видиме како децата од детската градинка Детска радост Струмица, поточно кон главна управна зграда, го одбележа светската недела на детето под мотото секое дете има право за подобро утро, така да одиме со музика, па се враќаме назад во студиото и продолжуваме со денешната тема. Велам добро утро за сите оние кои во овој момент се разбудиле и заедно со нас го пијат своето прво утринско кафе. Ова е вториот дел од емисијата Утренски пулс, односно делот со темата на денот. А денес, почитувани гледачи, ќе имате можност да видите што се беа подготвиле дечињата од детската градинка Детска радост Струмица, поточно клон главна управна зграда. Активностите, песничките, изведбите кои што тие заедно со своите воспитувачи и негователки ги подготвија за светската недела на детето, која што се слави првата недела од месец октомври, поточно првата полна недела од месец октомври, а оваа година светската недела на детето се одбележува под мотото "Сите деца со исти права за подобро утре". Ние пред некој ден бевме таму и видовме како тие видно возбудени, среќни, насмевнати и со големо натрпение очекуваат да ги споделат со нас песничките, настапите и настаните. Дечињата сакаат да има мир, спокојство и среќа, како што во стиховите и самите кажа: есента полна кога блика, првата недела цела, детска недела се вика. Во Република Македонија светската недела на детето започнува да се слави од 1993 година, а во Струмичката градинка секоја година оваа светска недела се повеќе се афирмира. Но да не должам повеќе, во продолжение уживајте во активностите на децата од групите Весели цветови и Пчелички.
pak na mamu každega moji. Ajde da te budime, ja te da te kudime, ajmo da peme, ti te da te peme. Znam ja se maslo na sve
Почитувани гледачи, верувам дека уживавте и дека овие дечиња измамија насмевка кај вас и барем денес сите ние благодарение на нив ќе бидеме расположени со весел детски дух. Наредните минути исто така ќе погледнеме активности на децата од градинката Детска радост Струмица, клон главна управна зграда. Ново продолжение ќе ги видиме дечињата од групата Бубамари. Уживајте. Ние сме деца од целиот свет,
što mi vika, ima jedan zbog, da dolina se vika. Rodem kraja, ko neko jede milo, tebe mi te prašam, da li ima vovovo od zemljaka naša. Tamo kažeš glasno, jasno, prijatelje znaj, nema ništa glupovo u broni od kraj. Nema vojni, da nema vojni, topovi pusti, da rasta se gde jabuka i krusti, da jedne smeja i igra lesna, cel svet da čuješ rebetna pesma, djelbata deska, ko ptica leta, sve ko srce, ko preke se veta. Zdravo, tebe, kako te vika? Mene kako me vika? Mene me vika noć. A kako ti se vika kuće i zavuče? Isto taka noć. A kako te vika včera? Isto taka noć. Mene se različno me vika. Ja si imam 7 imena. Včera vesni ponedeljnik, danas utornik, a utre nedjeljom sreda. Понатаму, Potom sredi, четврто, peto, четврто, četvrto, sreda, пето, peto, sabota, pa nedjelja. ете, To je cijela nedjelja. Ova nedjelja je naša nedjelja, djetska nedjelja, za svite nas djecata. I zato ako zaboravite me, posjeti mi. Djecata ima pravo da jada, da pije, da spija, da vide zakali, никога, nekuvani, prosite vas počituvani. Drugar, imam veren drugar, i mnogo sakam, zajedno smo nebo, od granika se vraća, se družime zajedno, delime se, nikoga će se karame, najveseli sme. Želbi
Почитувани, се надевам дека можете и преку вашите екрани да го доловите моментот, односно чувствата кои што децата ги пренесуваат, нивните страмежливи погледи, искрени детски насмевки, прекрасно подготвени песнички и изведби, како и целата позитивност која што со леснотија ја пренесуваат на нас повозрасните. Секако и големо браво за сите воспитувачки, негователки и сите останати вработени кои што секојдневно се грижат за нашите деца и ги подготвиле комплетно за овој настан. А ние продолжуваме понатаму, ќе ги погледнеме и активностите на третата група, односно групата Цветови, да видиме што тие беа подготвиле за светската недела на детето. Одиме со видеото. Душата моја, челбани голи, за детските права, а се пожбори. Децата имаат право да јадат, да пијат, да спијат, да бидат негувани и од сите почитувани. Децата имаат право да станат
Жалби за играчки преполна врека.
Почитувани гледачи, мало подсетување за денешната тема. Денес зборуваме, поточно видовме, како дечињето од детската градинка Детска радост од Струмица, клон главна управна зграда, ја одбележа светската недела на детето, која што оваа година е со мотото "Сите деца со исти права за подобро утре". Наредните минути ќе слушнеме што велат и воспитувачите за овој настан и како и тие заедно со децата ги подготвуваат активностите и што се подготвиле за оваа година 2015 за светската недела на детето. Одиме во продолжение со изјавата на Венера Глигорова, која што воспитувач во градинката на група Бубамари. Ова година се слави детската недела под мотото "Сите деца со исти права за подобро утре". Видовте и сами од стиховите што ги слушнавте од дечињата и песничките, дека децата сакаат да има мир, спокојство, среќа. Ние секоја година ја славиме целата полна недела, првата полна недела од месец октомври, или како што слушнавте во месец октомври, есента плодна кога блика, првата недела цела детска недела се вика. Имаме повеќе активности, правевме дзидни весници, вчера имавме магионичар, имаме предвидено цртање на плочник, прошетка до паркот и така. Детската недела ја славиме повеќе години наназад. Поточно, детската недела почнува во Република Македонија да се слави од 1993 година, кога е ратификуван овој закон или конвенција за детските права. Дали од таа година се слави овде во оваа градинка светската недела на детето? Па мислам, јас бев тука, така почна, но сега постепено се повеќе се се афирмира. Да, наоѓаме повеќе стихови, имаме едно мала брошура со закони, членови што таму има 42 члена од таа конвенција за детските права и се повеќе се афирмира и децата веќе знаат, правиме беџови, тие се многу радосни, дзидни весници со пораки за децата од целиот свет. А како да се работи со деца? Еве, вие работите со години назад. Како е вашето искуство за да се работи со деца? Како тие вас ви помагаат или ви исполнуваат? Многу е убаво. Јас имав многу голема желба да работам со деца и тоа ми се исполни. Работам веќе 34 години. Многу сум среќна, многу ги сакам децата. Никогаш не треба деца да се делат, па и во ова конвенцијата што е за правата на децата и овде пишува дека децата не треба да се делат ниту по богатство, ниту по богатството на нивните родители, ниту по боја, ниту по раса, ниту по ништо. Децата сите се еднакви. За нас возрастните, дури имаше едни стихчиња, не знам дали ги запомнавте, кога децата рекоа дека децата имаат право на свој живот, имаат право да растат слободно, да одат на училиште, да одат на градинки, да бидат негувани, сакани, воспитувани и од сите нас, возрастните, почитувани. Значи, треба децата многу да се сака, треба да имаш љубов за да работиш со децата. А дали активностите овде во оваа градинка се, нели, секојдневно, дека секој недела или секој ден имате различни активности кои што ги исполнуваат децата и така учите? Да, ние работиме по програма од Министерството за труд и социјала. Оваа година работиме по програмата за ран детски развој, стандардите за ран детски развој од 0 до 6 години и имаме секојдневно различна програма. А овде некаде е крајот на ова денешно издание на Утрински пулс, весело, позитивно, со насмевка и со искрен детски дух. Ја заокружуваме и оваа работна недела. Јас се надевам дека ќе успееме да ги офатиме сите клонови од градинката Детска радост од Струмица, но и сите други останати градинки од регионот кои што оваа телевизија, односно телеканал А1 ги опфаќа, бидејќи верувам дека многу баби и дедовци, мајки и татковци, роднини и пријатели сакаат да видат како нивните деца го поминуваат денот во градинка, но и како се забавуваат. Останете со програмата на телеканал А1 и уживајте во последното видео од дечињата за ова утро. Имајте убав и благословен викенд. Пријатно!